Добро вечер. За денешните настани што ги подготвивме во третиот дневник најавуваме. Кумановските пожарникари вчера интервенирале на 7 пожари. Од ноќеска на полноќ, бензините ќе може да ги купувате по цена од 3,5 денари за литар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари. Две непознати лица кои пукаа кон американскиот конзулат во Истанбул се во бегство. Естонија ќе биде противникот на Македонија во полуфиналето на Final Four во рамките на Европската лига. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Кумановските пожарникари вчера интервенирале на 7 пожари. Ватарот на селото Орашац горела дабова шума, а меѓу карактеристичните интервенции пожар на автомобил на наплатната рампа кај Романовце. Речиси 9 часа 15 пожарникари од Куманово со 3 противпожарни возила вчера гаселе пожар на опожарена дабова шума во атарот на Кумановското село Орашац, соопштија денеска од регионалниот центар за управување со кризи. Се уште не е утврдена површината која ја зафатил пожарот и предизвиканата материјална штета. Кумановските пожарникари успешно го угасиле пожарот во периодот од 10:55 до 21:50 часот. Пожарникарите вчера во 2 наврати гаселе пожари кај муслиманските гробишта во Куманово. Прв пат 1 час го гаселе пожарот со кој била зафатена сува трева со едно противпожарно возило и 4 пожарникари во периодот од 9:20 до 10:20 часот, а втор пат 2 пожарникари го изгасиле за покусо време од 11:10 до 11:35. Пожарникарите вчера скоро 3 часа од 13 часот до 15:50 интервенирале и на опожарено моторно возило, автомобил на наплатната рампа Романовце. Интервенирано било со едно противпожарно возило и 3 пожарникари во периодот од 13 до 15:30 часот. Запалена сува трева и ниско стеблеста шума вчера гореле на потегот од село Брза кон село Романовце. Со 2 противпожарни возила, 5 мина пожарникари го гаселе пожарот на се уште неутврдена површина. Од 20 часот и 15 минути до 20 часот и 45 минути едно возило со 3 пожарникари успеале да локализираат пожар на сува трева кај кланицата Црнбик во атар на Кумановско Којнаре. Кај поранишниот хотел Куба исто така горела сува трева која 3 пожарникари со едно возило успеале да ја локализираат за 1 час од 21 до 22:10 часот. Пожарникарите од Старо Нагоричане денеска интервенирале на опожарена сува трева и вегетација во село Канарево на површина од околу 5 хектари. 3 пожарникари со едно противпожарно возило го локализирале пожарот за непун час. Кривопаланечките пожарникари во изминатото деноноќе извршиле 2 интервенции на пожари на територијата на општината. Еден се случил во градското подрачје на Крива Паланка, а другиот во селото Телминци. 2 пожара во Крива Паланка. Еден се случил во градското подрачје на Крива Паланка, а другиот во село Телминци. Командирот на територијалната противпожарна единица Иле Коцевски информира дека во село Телменци интервенирале на запалена дабова шума, а другиот пожар настанал од неисправна електрична инсталација. Во село Телменци на 8 август беа опожарени 2 хектари дабова шума и половина хектар сува трева. На 9 околу полноќ примена е дојава за пожар на истата локација, при што нашите екипи беа попречени во брзата и навремена интервенција. На влезот во нашата служба неколку несовесни граѓани ги имаа паркирано своите возила, па додека да ги пронајдеме во околните локали, изгубивме време за излегување на терен, изјави Коцевски. Тој апелира до граѓаните во иднина посовесно да се однесуваат и да не го узурпираат просторот до и околу зградата на територијална противпожарна единица. Ги замолувам сите кои паркираат во околината на нашата зграда да внимаваат, при тоа да не го попречуваат нормалното движење по улицата. За среќа, малото доцнење на нашата екипа во овој случај не беше причина за настанување
нанесување поголема материјална штета. Изгорен е само 0,1 хектар сува трева, но доколку тоа се случеше кај другиот пожар кога се запали електрично броило, можеше да изгори цела куќа, рече Коцевски. Додаде дека во пожарот на Баглачка безброј поради неисправна инсталација изгореле електрично броило и осигурувачи во приватна куќа. На терен се излезени и екипи на ЕВА на Македонија заради пронаоѓање и санирање на дефектот во електричното напојување. Околу 30 земјоделци од Куманово и соседните општини аплицирале по електронски пат за програмата 50-50, со која земјоделците ја обновуваат механизацијата. Најголем дел од нив аплицирале за трактори. Помош добиваат од подрачната единица на Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделството. Оваа година земјоделците се соочуваат со намален род поради лошите временски прилики, дождовите и поплавите во пролета, но и екстремно високите температури во летниот период. Од Агенцијата советуваат поставување заштитни мрежи, почесто наводнување, користење на системот капка по капка. На овие теми нашиот новинар Александра Максимовска разговара со раководителката на подрачната единица на Агенцијата Живка Наумова. Во тек е програмата за рурален развој позната како 50-50, која што навистина најде на голем интерес кај земјоделците. На оваа тема разговараме со господја Живка Наумова, раководител на подрачната единица на Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделството Куманово. Постои ли заинтересираност кај кумановските земјоделци за рурален развој за програмата? Значи, до сега имаме голем одзив на нашите земјоделци со оглед тоа дека видоа дека ова програма му помага. Владините програми доста помагаат и имаат шанса, значи, да си ја обноват старата механизација што ја имат. Што всушност опфаќа оваа програма? Како е насловена и кој се може да аплицира за неја? Значи, оваа програма се програма за рурален развој. За земјоделците е претежно за трактори и приклучна механизација. Оние кои имаат насадено житарица за хектар и пол, значи површини. Со житарици може и тука да биде и пченката опатена или люцерката како сточна храна. Значи минимална површина значи е хектар и пол. И зашто најмногу аплицираат? Дали за тракторите или за останатата приклучна механизација? Луѓето аплицираат и за трактори и приклучна механизација. Оние кои имаат земено со програмите исто за рурален развој или приклучна механизација, трактори сега аплицираат за приклучна механизација. Колку до сега имате, да кажеме, заинтересирани кои што веќе пројавиле интерес, се обратиле кај вас до агенцијата за оваа програма? До сега, значи, имаме над 30 апликанти, значи, кои му се пуштени барањата. Оти барањата се по електронско пополнување и мислам ние сме така задоволни. Од кои села се апликантите? Претежно се од сите села, значи имаме од Добршане, имаме од Новосело, имаме од Ромеѓа, од Младо Нагоричане. Што значи тоа програма 50-50? Значи 50-50 тоа значи да апликантите, значи кои аплицираат за оваа програма, значи 50% од средствата му се враќаат. Ако тракторот на пример кошта 10.000 евра, 5.000 евра му се враќаат. Од тие пари што ќе ги дај, значи тој автоматски има трактор за 5.000 евра, нов трактор. Значи и пак тука, значи овие кои се млади, помлади земјоделци, носител на земјоделското стопанство е млад земјоделец, значи може и да биде и до 55%. Оние кои се наоѓаат во руралните средини, значи и носител жена на земјоделското стопанство е, значи може да дојдат и до 60%. Значи, оние кои што се, да кажеме, поранливи категории, младите и жените, и оние кои што живеат во рурални места кои се подалеку од опфатот, имаат дополнителни бенефиции. Да, имаат, значи, поголеми бенефиции, значи тракторот или приклучната механизација може да ја земат и до 65%. Кога отприлика они ги добиваат своите нови трактори и новата механизација? Па се огласот трај до крајот на август месец, значи додека барањата се разгледаат, може и да биде до нова година, по нова година, мислам не можам точно да кажам, али пак до нова година мислам дека ќе имаат одговори. Неодамна беше исто така објавена и повик на ИПАР програмата, што опфаќа таа и за кого е намената? ИПАР програмата, значи, и таа исто сега е во тек, значи таа ги опфаќа и оние што имаат лозови, овошни насади, значи тие може да аплицираат.
али за жал во Кумановско тоа малку имаат помали површини и не се многу така заинтересирани, значи има и за сточарски фарми, али кај нас сточарските фарми значи не се легализирани, значи за да можат луѓето да ги искористат тие средства, тие се легализирани како помошни објекти. И така, значи тука требало да делуваат општините уште 2007 година, кога почнала програмата, значи да се определи локација место каде ќе бидат сместени сточарските фарми, значи за да луѓето таму ги изградат, али пак треба општината да има инфраструктура изградена, значи пат, струја и вода, за да можат сточарите да ги направат тие фарми, за да можеме да ги користиме овие фондови. Ова што се карактеризира ова лето се екстремно високи температури. Кои се советите кои вие ги нудите, односно вашите вработени инженери за оние кои што еве сега се жетвени активности, како да се спроведат овие активности, она веќе е при крај жетвата? Значи за климатските промени ние како советници од агенцијата, значи ги советуваме сите оние кои имаат градинарски култури да ги заштитат со заштитни мрежи и од УВ зраците и од град или други временски непогоди. Оние што имаат овошни лозови насади, значи се препорачува исто така заштитни мрежи, можат затребување на површините да биде со трева, али со тоа да биде со косење, да се направи капка по капка, значи Освен лозарите, останатите бележат, да кажеме, една полоша година во однос на претходните, сите останати култури, освен лозарите кои се најавуваат дека ќе имаат навистина добра година и очекуваат квалитетни. Ова година е таква бидејќи беше есента имаше доста дождлива, значи имаше голема количина на дождови, почвата беше многу заситена со вода, значи и нема ни навреме, есенските посеви не беа завршени, значи сеидбата не беше завршена, значи таа негде и во ноември, негде во декември и тука значи и пролетта иста, значи пченката не беше навреме насадена и тука се приносите значи се мали. Значи пролетта беше добра за житните култури, али не навременото сеење, значи тука го намали приносот. Да се надеваме да им посакаме понатамошно успешни жетвени активности на градинарите да внимаваат и да ги слушаат вашите препораки. И ви благодариме што бевте гостинка во Дневникот на К3 телевизија. Добро ми на вас. Летото е период во кој најмногу уживаат децата поради незаборавните игри низ кои ја трошат својата енергија. Меѓутоа кумановци сметаат дека во градот Речиси и не постојат такви места каде што нивните деца ќе може да се забавуваат и да се дружат. На убавите летни денови најмногу им се радуваат децата, бидејќи топлото време им овозможува да уживаат во разни игри надвор од своите домови. Во големите градови постојат многу интересни места каде што децата можат вистински да се забавуваат, како игротеки, убаво уредени паркови, огромни детски игралишта и слично. Но има ли во Куманово доволно места кои на децата ќе им овозможат забавни активности кои се корисни за нивниот комплетен развој? Нема доволно места, сигурно. Слабо, нема ништо. Катастрофа, нема никаде да излезеш, никаде да се шеташ, ни дете да извеш. Ништо, мизерија. Никаде на клупа пред зграда. На тротоар. Па лулашки, лизгалки, нормално парк. Како прво нема парк, нема и ние каде да излезем. Ништо, нема. Ништо не функционира. Како што треба, тоа е тоа. Испокршени лулашки, клацкалки и лизгалки. Тоа е сликата на детските катчиња во Куманово. Анкетираните велат дека она што го има не е доволно и дека постојано се уништува од несовесните граѓани. И сметаат дека треба да има повеќе паркови и места каде што децата ќе си играат, а возрастните ќе можат своето слободно време да го поминуваат во нив. Па нема, доле на кеј све е скршено, горе и у парк све е уништено. И ја мислам дека нема. Што е потребно, знае се, на деца. Паркови да има повише, не само за деца и за нас стари. Да има убави паркови, има доле парк не е светлено. Джави што го има. Навечер те страда одиш. И ја живу во Француско, зашто таму работам. Свако година доваѓам за лето. И каде ги шетате децата, каде си играат? Играмо по чаршу, идемо доле на кеј, на бензен, идемо по село,
Има ли доволно, например, авточња, луларшки, каде што може нема доста, мислим, за тој за деца, тој треба. Зашто само тој тражува да играв, да трчи, а овдека многу има, мислим, кола и мислим дека не е многу за деца. Нема доста. За мене нема доста. Повеќе треба да има за деца да се игра. На сите родители им е јасно дека децата имаат многу енергија која некаде треба да ја потрошат, па и покрај секојдневните обврски изнаоѓаат време да ги прошетаат своите најмили и да им овозможат игра и дружење со други деца, кои, освен што ќе ги изморат, ќе допринесат и за нивна социјализација која представува се поголем проблем во модерниот свет. Горивата повторно поевтинуваат. Од ноќеска на полноќ бензините ќе може да ги купувате по цена од 3,5 денари за литар, а дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари поевтино. Согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 67 денари по литар, а Евросупер БС 98 ќе се продава по цена од 69 денари по литар. Новата цена на евродизелот ќе биде 51 денар по литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 39,50 денари по литар. Малопродажната цена на мазутот М1 НС се намалува за 2,404 денари по килограм во однос на претходно утврдената цена и сега ќе изнесува 23,287 денари по килограм. Намалувањето се должи на пониската цена на нафтата на светските берзи во изминатиот 14-дневен период и на понискиот курс на денарот во односот на доларот. Продолжува растот на патници на двата домашни аеродроми. Во месец јули е забележан рекорден број на превезени патници, односно раст од 28% на годишно ниво, информираат од ТАФ Македонија. Во јули 2015 година бројот на патници е зголемен за 28% на годишно ниво во споредба со јули 2014 година. Или ако лани во јули македонските аеродроми имале 144.784 патници, годинава во јули бројката на патниците изнесувала 185.811. Во периодот јануари-јули 2015 година бројот на патници е зголемен за 17%, од 704.563 патници во првите 7 месеци од 2014 на 823.492 патника во првите 7 месеци од оваа 2015 година, велат од ТАФ Македонија. Статистиката покажува дека откако компанијата го презеде активното управување со аеродромите, бројот на патници е значително зголемен, воведени се нови линии и квалитетот на услугата е на светско ниво. Доколку се направи споредба со бројот на патници во периодот пред ТАФ да влезе во игра, се доаѓа до фрапантни податоци. Во првата половина на 2009 година вкупниот број на патници изнесувал 270.249, додека во првите 6 месеци од 2015 бројот на превезените патници изнесува 637.681 патник. На годишно ниво растот е над 75% за двата аеродрома. Турскиот холдинг го презеде управувањето со аеродромите во 2010 година, од тогаш бројот на патници на Скопскиот аеродром е зголемен за 76,7 или во апсолутни бројки од 684.905 патници во 2010 на 1.210.509 патници во 2014. Во првите 6 месеци од годинава регистриран е раст од 6,4% во делот на воздухопловните операции. Од јануари до јуни имало вкупно 6.739 полетувања и слетувања на двата аеродроми. Најфреквентна дестинација е Истанбул со учество од 15,6% во вкупниот сообраќај. Следуваат Цирих, Виена, Базел, Малме и Лондон. Од вкупниот број патници, 56,6% биле превезени со нискотарифните авиокомпании, што е јасен показател дека ефтините билети и субвенционираните летови значително ги зголемија можностите за патување со авион од земјава. Во понудата од Скопје влегоа и Барселона, Осло, Нинберг, Хамбург, Лондон, Базел од Охрид. Скопскиот аеродром е во најдобрите 10 во Источна Европа, покажува истражувањето на реномираната британска организација Skytrax. Биле анкетирани повеќе од 13 милиони луѓе кои требало да одлучат помеѓу 550 аеродроми поделени во различни категории. Во предвид биле земени сите аспекти од пристигнувањето, трансферите, шопинг искуствата до прашањето поврзани со безбедноста.
Полни раце работа за македонските царински службеници. Тие во текот на минатата недела спречија неколку обиди за криумчарење, при што повремено се задржани девизи, детектор за благородни метали, рачни часовници и делови за товарно моторно возило. Еден нов сет детектор за откривање на благородни метали марка Nocta Golden King D Processor Radar Plus во вредност од 250.000 денари е пронајден во два црни куфери сместени на задните седишта на италијански автомобил, управуван од македонски државјанин, кој се пријавил за влез во државата на граничниот премин Табановце. Во текот на разговорот осомничениот изјавил дека детекторот го нарачал преку интернет, а му пристигнал на адресата каде привремено престоевал во Италија. Целта му била да го донесе во Македонија и да го користи за пронаоѓање на благородни метали. Против осомничениот е поднесена кривична пријава за сторено кривично дело криумчарење. 7 употребувани делови за влекач марка Сканија пронајдени се во подкоферите во багажниот простор на бугарски автомобил, управуван од македонски државјанин, а пријавено за излез од државата на граничниот премин Табановце. Против прекршителот е покрената прекршачна постапка. 11.700 евра се открие кај албански државјанин сопатник во албански автомобил управуван од друг албански државјанин на граничниот премин Меджитлија влез во државата. Во најлонско кесе сместено во рачна торбичка која со себе ја носел сопатникот во возилото се пронајдени 21.700 евра, а согласно законот за девизно работење 10.000 евра му се вратени, изно што нерезидент може слободно да ги внесе во државата. Против прекршителот е покрената и спроведена прекршачна постапка пред Комисијата за одлучување по царински прекршок и донесено е решение за одземање на девизите, а прекршителот е казнет со 1.500 евра во динарска противвредност. 3.000 евра се откриени кај македонски државјанин возач на патничко моторно возило со македонски регистарски таблички, кој заедно со уште двајца сопатници се пријавил за излез од државата на граничниот премин Богородица. При личен претрес на возачот царинските службеници пронашле непријавени 5.000 евра. Согласно законот за девизно работење 2.000 евра му се вратени, додека останатите 3.000 евра се привремено задржани. Против прекршителот е покрената прекршачна постапка. 298 парчиња рачни часовници се откриени од страна на мобилните царински тимови при контрола на македонски автомобил управуван од македонски државјанин, извршена на влезот на Тетово. Рачните часовници за кои возачот не поседувал доказ за потекло и платени увозни давачки се пронајдени во црни најлонски кесиња, сместени во багажниот простор на возилото. Против прекршителот е покрената прекршачна постапка. Две непознати лица кои пукаа кон американскиот конзулат во Истанбул се во бегство. Најмалку 1000 луѓе мигранти кои се обиделе да преминат преку Средоземното море се спасени во текот на викендот. Во афганистанскиот главен град Кабул дошло до силна експлозија. Вести од светот. Две непознати лица кои пукаа кон американскиот конзулат во Истанбул се во бегство. Во инцидентот никој не е повреден. Откако полицијата возвратила на нападот, напаѓачите се дале во бегство. До инцидентот дојде само по неколку часа откако во бомбашки напад врз една полициска станица во Истанбул. 7 луѓе, 5 полицајци и 20 цивили беа ранети во бомбашки напад врз полициска станица во Истанбул, јави Анадолија. Цел на нападот со автомобил бомба била полициска станица во истанбулскиот рајон Султанбейли. Од експлозијата е предизвикан пожар и урнате дел од спратната зграда на полицијата. Оштетени се околни згради 20 на паркирани возила. Не се знае дали овие напади се поврзани. За сега никој не ја презеде одговорноста. Најмалку 1000 луѓе мигранти кои се обиделе да преминат преку Средоземното море се спасени во текот на викендот, соопшти крајбрежната стража на Италија. Хрватски брод кој е дел од патрулата Тритон на Европската унија спасил 671 лице, меѓу кои 48 деца и 108 жени во 5 одвоени операции. Предходниот ден италијански брод спасил 400 мигранти во близина на либискиот брег. Обединетите нации соопштија дека за 7 месеци од оваа година околу 224.000 мигранти бегалци го преминале Средоземното море на пат кон Европа, а повеќе од 2000 ги загубиле животите или се исчезнати. Речиси сите кои го преминале Средоземното море во тој период пристигнале во Грција и Италија. Оно што го имаме на праг на Европа е бегалска криза, изјави Вилијам Спиндлер. Најголем дел од мигрантите се сирици, 38%, следуваат еритрејци, афганистанци, нигерици и сомалици. Во афганистанскиот главен град Кабул дошло до силна експлозија. Новинските агенции јавуваат дека експлозијата се случила во близина на аеродромот во Кабул. До експлозијата, во која според наводите на сведоци имало жртви, доаѓа само на неколку денови од серијата самоубиствени напади во Кабул, во кои загинаа десетици луѓе. 7 август беше најкрвав ден во Кабул од повлекувањето на меѓународните сили кон крајот на минатата година.
Естонија ќе биде противникот на Македонија во полуфиналето на F4 во рамките на Европската лига. Македонските одбојкари веќе загубија 2 пати од Естонија во првото коло со 3:0 и 3:0. А оваа селекција има максимален учинок во досегашниот тек од Европската лига. F4 турнирот ќе се одржи на 13 и 14 во Полска, а во вториот полуфинален дуел се среќаваат домаќинот и селекцијата на Словенија. Од сабота 22 па до среда 26 август на градското фудбалско игралиште во Крива Паланка ќе врие како во кошница. На програмата е 10-то јубилејно издание на летната фудбалска школа Open Fun Football. Веќе традиционалната спортско-рекреативна манифестација и овој пат на едно место ќе собере околу 220 дечиња на возраст од 7 до 12 години, а секако со нив ќе работат и 15 на инструктори од градот. Оние кои досега биле дел од забавната летна школа, знаат дека истата е по иницијатива на данска организација за соработка меѓу различни култури и Фудбалската федерација на Норвешка, меѓутоа во нашата земја координатор е канцеларијата на Open Fun Football Македонија. Секако на терен, неопходна е практична поддршка од локалните власти, па не случајно општината се јавува како главен покровител на манифестацијата. По овој повод денови поразговаравме со човекот кој ги координира активностите на терен, инаку председател и на фудбалскиот клуб Премиер Бранко Величковски. Традиционално ова се одржува по 12 пат по покровителство на градоначалникот и општина Крива Паланка и Open Fun Football Скопје. Отворени се местата за запишување, сите заинтересирани за овие генерации можат и кај тренерите и кај мене додека има место да се запишат. Како почна оваа школа, малку заживеа овде фудбалот во младинските категории. Ние еве сега во моментот имаме 40 дечиња што ќе почнат да играат во регионалната лига и уште 40 помали што тренираат, со што почнува да има верба во фудбалот и талент. Организаторите на Open Fun Football настанот го опишуваат како еден вид хуманитарен проект во кој преку интересни игри и педагошки забавен фудбалски концепт се промовира нешто многу поголемо, а тоа е процесот на демократизација, мир, стабилност и социјална кохезија во регионот. Идејата е да се зближат луѓе од сите возрасти и поднебја со различни етнички и социјални позадини, на најмладите да им се даде поттик, самодоверба и чувство на сигурност во средината, а се тоа преку универзално популарната игра и најважна споредна работа на светот, фудбалот. Во исто време, најмладата популација ќе биде опфатена со повеќе вакви фудбалски кампуси низ цела Македонија. Посакувајќи им успешна дружба со топката на дечињата, на вас ќе ви препорачаме ако ништо друго да поминете за да ги видите лудориите, но и мајсториите на нашите најмили потенцијални фудбалери. МЗТ Скопје доста подоцна од очекувањата почна со формирање на екипата за новата сезона, потпишувајќи договор со Марко Љубичиќ. Металците веќе извесно време преговараат со кошаркари за засилување на редовите на македонскиот првак. Металците веќе извесно време преговараат со кошаркари за засилување на редовите на македонскиот првак, но Љубичиќ е првиот што е официјален представен како освежување на играчкиот кадар за аеродромци кои очигледно ќе имаат значително променет ростер во однос на минатата сезона. Марко Љубичиќ и кон средината на минатата сезона беше поврзван со преселба во МЗТ, тогаш до трансфер не дојде, но затоа преговорите летово вродија со плод. Српскиот плеймејкер кој ќе го заземе местото во тимот на Александар Цветковиќ минатата сезона ја мина во дресот на Металац Валјево, каде во просек бележеше по 7,5 поени и 4 асистенции по надпревар. Металците од претходно ги имаа договорено условите за продолжување на соработката со Мијатовиќ, а се очекува во периодот што следи да се интензивизираат преговорите и со останатите трансферни цели. Да проследиме метео.
Ви благодарам на вниманието. Останете на К3. Пријатно!